Државната изборна комисија донесе упатство за гласање на локалните избори 2025. Гласањето е лично, а избирачите на гласањето ќе можат да одат само еднаш. Ќе се идентификуваат со лична карта или со пасош. Ќе можат да гласаат и лица чија важност на документите им истекла од денот на распишување на изборите до 19 октомври. Пред да го добијат гласачкото ливче, избирачите ќе бидат проверувани со апаратите за биометриска идентификација со десниот палец. Председателот на ДИК, Борис Кондар, кој истакна дека ќе бидат ставени печати на избирачките ливчиња пред тие да им бидат дадени на гласачите. Гласањето се врши самостојно, тајно, зад параванот со пенкало во сина боја, а потоа ливчињата по 4 за градот Скопје, по 2 за другите 80 општини, се ставаат во посебни гласачки кутии. Забрането е групно, семејно или гласање за друг, фотографирање на избирачкото место и носење оружје на гласачкото место. Доколку гласачот има потреба за помош при гласањето, тоа ќе му биде овозможено, но тој сам треба да ја искаже својата волја. ДИК акредитираше уште 5 странски и 4 домашни наблюдувачи. 3 наблюдувачи побара амбасадата на Швајцарија, 2 Врховниот изборен совет на Турција и 4 домашната Евродинг. Кондарко посочи дека утре истекува рокот за поднесување барања за наблюдување на изборите и дека досега се акредитирани 74 домашни наблюдувачи и 110 меѓународни владени и невладени организации. ДИК донесе одлука за ангажирање на помошен персонал за денот на локалните избори, кои ќе работат на резултатите од изборите, како и за ангажирање на лица од МВР за обезбедување и транспорт на доверливиот материјал за гласање. Центрите за јавно здравје низ државава обезбедија 2400 комерцијални вакцини. Од нив 1000 дози има во Центарот за јавно здравје Скопје. Примањето комерцијална вакцина ќе чини 700 денари, информира од Министерството за здравство. Министерството за здравство соопшти дека почнува пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип на ризичните групи население, кои може да се пријават со пополнување на апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Со бесплатната вакцинација се опфаќани ризичните категории население: повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Силен циклон со необична силина погоди делови од Балканот, предизвикувајќи вонредна состојба и сериозни предупредувања до населението. Циклонот Барбара, кој веќе остави зад себе сериозни последици во Бугарија и Грција, предизвика масовни поплави и опасни временски услови во Романија, каде што црвен аларм е веќе прогласен за 5 окрузи и главниот град Букурешт. Според локалните власти и метеоролозите, во наредните 24 часа се очекува да наврнат над 200 литри дожд на квадратен метар, што е количина еднаква на 3-месечен просек на врнежи. Како резултат на тоа, во повеќе региони се градат заштитни брани од врејки со песок, особено во најзагрозените подрачја. Иако октомври вообичаено не носи вакви екстремни врнежи, циклонот Барбара ја менува целата метеоролошка слика на Балканот. Според прогнозите, можни се нови рекорди, особено во Букурешт, каде што постојниот рекорд за врнежи во 24 часа е 77 литри на метар квадратен. Граѓаните се предупредени да останат во своите домови, да подготват резерви од храна, вода и лекови, да го следат развојот на состојбата преку официјалните канали. Силна бура што ја погоди Романија во раните утрински часови, предизвикувајќи сериозни проблеми во градовите долж брегот на Црното море. Најпогоден беше округот Констанца, каде што локалните власти соопштија дека наставата во училиштата е откажана, а јавниот превоз привремено прекинат. 200 припадници на Националната гарда на Тексас пристигнаа во Илиноис, изјави официјален представник на Пентагон пред планираното распоредување во Чикаго, на кое остро се спротивставуваат локалните демократски представници. Американскиот претседател Доналд Трамп веќе испрати војници на улиците во Лос Анџелес и Вашингтон и им нареди да одат во Мемфис, како и во Чикаго и Портланд, заканувајќи се дека ќе ги искористи вонредните овластувања за да го овозможи тоа, доколку судовите го блокираат. Трамп, кој минатата недела предложи американските градови да се користат како полигони за обука за американските војни сили, го преувеличува обемот на немирите во Лос Анџелес и криминалот во Вашингтон за да ги оправда распоредувањата, а судијата кој пресуди по тужбата на локалната самоуправа да ги испрати во Портланд сугерираше дека Трамп го сторил истото и во случајот со тој град.
Војниците од Тексас беа испратени во Илиноис како дел од мисијата за заштита на федералните објекти, персонал и средства, изјави официјален представник на Пентагон под услов да остане анонимен, додавајќи дека гардистите биле мобилизирани за почетен период од 60 дена. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен наместа долж поврдерието повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер во делови од котлината, повремено засилен од северен правец. Според прогнозата на управата за хидрометролошки работи, од четврток времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во пораст.